Во ова издание, Соединетите држави организираат самит посветен на климатските промени. Европа се соочува со трет бран од коронавирусот. Вакцинацијата добива на интензитет. Авганистан, новинарките бараат да бидат дел од мировните преговори. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Денеска е светски ден на планетата Земја. По тој повод, американскиот председател Џо Бајден организира самит за климатски промени, на кој се поканети 40 светски лидери. На првиот ден на власт, председателот Бајден имаше за цел да покаже дека климатските промени ќе бидат на врвот на неговата агенда. Со самитот, по повод Денот на планетата Земја, има намера да им покаже на светските лидери дека нештата се променети од времето на Доналд Трамп. Тоа е можност сад да се вратат на сцената и да покажат дека ги сваќаат климатските промени сериозно. Влогот се зголемува. Последиците од климатските промени стануваат поочигледни, се повеќе пожари, суши, се посилни бури. Парискиот климатски договор од 2015 има за цел запирање на глобалното затоплување, но експертите целат на тоа дека е се подалеку. Под голем ризик сме сега. Гледаме дека температурите продолжуваат да растат. Гледаме дека емисиите продолжуваат да растат, се движат во обратна насока. Затоа многумина оваа декада ја нарекуваат пресудна. Глобалните емисии имаат нагорен тренд со децении. Сегашните политики ќе продолжат со што се зголемува проблемот. Но Васко вели дека емисиите мора да паднат за речиси половина до 2030 за да се избегне најлошото од климатските промени. Ако сега не започнеме со намалување, ќе биде многу потешко по 2030-та. Поддржувачите на договорот бараат Бајден да објави намалување од 50% на американските емисии до 2030. Бајден во борбата против климатските промени гледа и можности како изградба на соларни и ветерни централи и станици за полнење на електричните возила, работни места кои не може да бидат префрлени во странство. Тоа е темел на инфраструктурниот план вреден 2,3 трилиони долари. Планот ќе доведе до трансформацијски напредок со цел справување со климатските промени и промена на американската работна сила и американската иновативност. Но Конгресот мора да го одобри планот, а републиканците се противат. Тоа е огромно зголемување на товар на американските даночни обврзници, со даноци кои ќе и наштетат на економијата и ќе ги намалат работните места. Не е јасно дали Соединетите држави ќе ги направат кратењата кои Џо Бајден ги сака, што ја ослабува американската глобална позиција. Очите се вперени и кон Кина, која е прва по загадување во светот, како и Индија, каде има зголемување, да ги објават своите планови во очи на големата конференција на Обединетите нации во Глазгов во ноември. Голем дел од Европа беше приморан да ги врати рестрикциите поради нов трет бран на COVID-19. Но тоа не оди лесно. Во некои држави има и протести. Повторното затворање доведе до протести. Угостителските работници се собраа во Рим во знак на протест против наредбите на владата за новите рестрикции. Уморни сме од ова, треба да се вратиме на работа. Едноставно не можеме повеќе. Италија е една од неколкуте европски земји кои се борат со третиот бран на вирусот. Франција, Германија и неколку други држави ги продолжија рестрикциите. Лекарите предупредуваат дека повеќе млади се хоспитализирани со вирусот. Германската канцеларка со остро предупредување. Овој трет бран може да се покаже како најтежок досега. Третиот бран започна со британската варијанта на вирусот, првпат идентификувана во Британија во јануари оваа година. Но сега Велика Британија го прифаќа европскиот тренд. Пабовите и продавниците повторно отворија бидејќи бројот на хоспитализирани лица падна на ниво исто како во текот на летото. Повеќе од 60% од возрастните британци ја примиле првата доза на вакцина. Доаѓа голем трет бран на COVID што ја зафаќа Европа во моментот, и тоа делумно се должи на фактот дека поголем дел од популацијата се уште не е вакциниран. Програмите за вакцинација се комплицирани и тие се потпираат на довербата на јавноста.
Анкетите покажуваат дека довербата на јавноста во вакцината AstraZeneca во Велика Британија е околу 75%. Но мнозинството луѓе во Франција, Германија, Италија и Шпанија веруваат дека таа не е безбедна. Збунетоста во врска со податоците за испитување доведе до тоа вакцината првично да биде ограничена на лица под 65 години, но во пресврт на политиката, неколку земји сега ја ограничуваат вакцината на постари возрастни групи, откако се појавија случаи на ретки згручувања на крвта кај помладите луѓе. Ваквите појави се ретки, но тие се уште постојат. Треба да направиме баланс помеѓу ризикот од ковид и развојот на тешка болест или дури и починување од вирусот. За многумина сепак тоа е голем ризик. Европа се обидува да ја заакне довербата на јавноста. Премиерот на Франција на телевизија во живо ја прими вакцината AstraZeneca. По бавниот почеток, програмите за вакцинација добиваат на брзина, користејќи ги Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson. Германија вакцинираше рекордни 720.000 дози за еден ден. Но проблемите со вакцините AstraZeneca во Европа доведоа до импликации надвор од незините граници, бидејќи се чини дека опаѓа глобалната јавна доверба во вакцината. AstraZeneca е поевтина и полесна за производство од другите вакцини и може да се чува на нормална температура. И така, од сите тие причини, мислам дека оваа вакцина е од најголема важност. Таа некако е столбот на глобалната кампања за вакцинација. Африканската унија минатата недела ги откажа плановите за набавка на вакцината AstraZeneca. Велат дека одлуката не е поврзана со загриженоста за згручување на крвта. Но здравствените експерти предупредуваат дека тоа може дополнително да го разгори двоумењето за вакцинирање и повикуваат на глобални кампањи за кревање на свеста и спротивставување на дезинформациите околу вакцините. Новинарките од Авганистан ги повикуваат властите да вклучат и нивни представнички во мировните преговори што се водат таму, но и да поведат поголема сметка за слободата на медиумите и за правата на жените. Најмалку 8 новинари и медиумски работници, меѓу кои најмалку 4 жени, се убиени од почетокот на мировните преговори меѓу афганистанската влада и Талебан. Извештај на Human Rights Watch открива дека Талебан таргетира новинари, вклучително жени. Многу сме загрижени за убиствата на новинарки и активистки. Се надеваме дека овој самит ќе донесе позитивен резултат за прашањата поврзани со жените. Тој е резултат од причината зошто група новинарки бара од Афганистанското министерство за мир задолжено да вклучи новинарка во делегацијата на афганистанската влада во мировните преговори во Турција. Целта е да се осигура дека нивните права ќе бидат заштитени во каков било договор со Талебан. Самитот во Турција е клучен и не треба една новинарка да биде таму и да не информира што се случува. Афганистанската делегација во повеќе наврати повтори дека ќе ги брани правата на жените и новинарките во разговорите со Талебан. Но новинарите сакаат поголема гаранција. Не прифаќаме дека треба да ги кажеме нашите барања преку посредник. Како новинари сакаме наш представник на самитот во Турција, кој ќе биде наш глас и ќе го пренесе тоа што го сакаме. Самитот во Турција е важен за процесот на мировните преговори, но разговорите не се дојдени дотаму кога владата ќе може да разговара за секое прашање со Талебан, вели државниот министер за мировни работи Саид Садат Мансур Надери. Имавме важен состанок со председателот Гани, на кој тој ја сподели политичката мапа за мир со нас. Кога разговаравме за уставот, важно е да ги браниме правата на жените во мировниот процес и во уставот. Најмалку 30% од оние што учествуваат во мировните преговори треба да бидат жени, вели Афганистанската независна комисија за човекови права. Председавачката Шарзат Акбар вели дека е загрижена за недостигот на јавни информации за владината агенда на самитот во Турција и оти комплетно машка делегација не е добра формула за успех. Самитот треба да почне во Истанбул на крајот на месецот. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон!